Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за должностите на жената христијанка. Повод за оваа тема е неделата на жените мироносици. Тоа е третата недела по Великден. Кои беа жените мироносици? Тие беа оние жени кои постојано го следеа Христа во проповедта, беа со него во најтешките моменти кога он беше распнат на крстот, а тие беа и првите свидетели за неговото воскресение. Со еден збор тие беа најверните Христови следбеници. Следејќи го овој пример, како и други, ќе видиме дека во христијанската религија жените имаат важна улога во животот на црквата. Така било и порано, така е и денеска. Денес не можеме да замислиме животот на црквата без женски лица. Тие се душата на црковното живење во секој нејзин поглед. Затоа ќе речеме дека христијанството не е религија која ги понижува или ги омаловажува лицата од женскиот пол, туку им дава голема чест и достоинство. Но покрај почестите црквата им дава и задолженија и обврски на жените, особено на мајките христијанки. Така, прва и основна задача на мајката е да се грижи за верското воспитување на децата, како и чување и негување на верските традиции и обичаи во семејството. Ова го велиме затоа што семејството, како основна заедница во црковниот живот, има многу важна улога и во општественото живење. Затоа не случајно црквата од секогаш се труди да изгради здраво и стабилно семејство кое ќе се раководи според христијанските норми. Во основа, животот во семејството зависи од односите меѓу мажот и жената, а кое пак целосно се рефлектира и во воспитувањето на децата. Одговорноста е еднаква и за двајцата сопружници, и за мажот, и за жената. Сепак, за разлика од другите христијански цркви, кога е во прашање религиозното воспитување, вели дека таа должност повеќе припаѓа на жената, тоест на мајката. Христијанството вели дека добрата жена и домаќинка треба да биде најпрво добра верничка и добра сопруга и домаќинка и да се залага за доброто на своето семејство. Треба да е мудра и да знае секого да поучи. Но најосновно е таа да е религиозна и со страв Божи да ги воспитува своите деца. Стравот Божи не подразбира дека децата треба да се плашат од Бога и да се одвраќаат од Него, туку да се клонат од лошите работи и неубави навики што се спротивни на христијанскиот живот. Оти христијанското воспитание има за цел да изградува пред се високо морални личности. Се разбира, вистинска моралност нема без религиозна основа. Затоа ќе речеме, во колкава мера ќе биде присутна верата во религиозниот живот во семејството зависи само од жената. Затоа и народната поговорка вели: куќата не стои на темелот, туку на жената. Оттаму излегува дека жената е воспитувач на луѓето и стожер на семејниот живот. Само мајка која верува во Бога ги приведува своите ближни во евангелска светлина и го осветлува домот. Оти верата во Бога ги упатува луѓето на она што е добро, што е возвишено, ги учи на заедничка љубов и меѓусебно помагање, на милосрдие, на братолюбие, со еден збор на се што е угодно од Бога, на Бога и луѓето. Во таа насока треба да се движи улогата на жената мајка христијанка и денес. Најнапред треба да се грижи околу нивното верско воспитување, да ги учи на одвраќање не само од јавни, туку и од тајни лоши дела, да знаат дека со тоа го навредуваат Бога и дека за се даваме одговор пред Него по смртта.
да ги одвраќаме децата од се она што не го сака Дедо Боже. За да има детето појасна представа за Бога, треба да го доведуваме што почесто в црква на веронаука, да се упатува на верските работи, да се научи да се крсти, да се причестува и слично. Голема грешка прават некои родители кога велат дека тие не би сакале да му натураат некакви идеи на детето, па ни верски или религиозни. Кога детето ќе порасне, велат нека избира што сака. Ова е многу лошо затоа што детето, ако не се научи од млади години, после е многу тешко. Ајде да го оставиме детето во својата 16-та година и да не го учиме да зборува. Па кога ќе порасне, нека си избира јазик кој ќе му се допадне. Може ли да си дозволиме таква слобода? Што ќе стане од детето тогаш? Така и со неговото религиозно воспитување. Од друга страна, како можеме да бидеме сигурни дека кога тоа ќе порасте, ќе го избере вистинскиот пат? Нема ли тоа да вели, како мнозина денес, немам време за црква? Народот вели, дрвото се витка додека е младо, и така е и со децата. Не е оправдано и тоа кога некои велат дека децата се мали и не разбираат, па да не ги теретиме со такви работи. Христијанската религија го има и тоа својство да е достапна и за детската возраст. Чистата душа на детето на овој начин ги прима и доживува верските вистини. Со телесниот растеж, ако расте и духовно, подосна ќе може подобро да одговори на секое назначување и определба. Неретко денес нашите семејства децата ги упатуваат исклучиво на светски науки и им преведуваат примери само личности што светот ги слави. Генерално црквата не е против образованието, но не треба да се заборави и Божиот закон и во животот да се раководат според евангелските норми и вистини. Треба постојано да им се укажува на опасноста од егоизмот и суетата како најголеми зла во меѓучовечките односи. Личниот пример на родителите и примерите од христијанската национална историја најмногу придонесуваат за православното христијанско воспитување на децата. Познато е дека воспитаниот повеќе верува на она што го гледа отколку на она што го слуша, на своите очи отколку на своите уши. Затоа мајката треба да биде добра верничка и добра христијанка, да ги познава барем основните норми на христијанството и според нив да ги воспитува своите деца и да им биде вистински пример и идеал во животот. Такви примери на лично остварување на мајчиниот подвиг имаме многу во христијанството. Пример Света Софија со незините деца, кај нас мајката на Григор Прдичев, на браќата Димитар и Константин Младинови и многу други. Правилно воспитаниот човек лесно ќе се снајде себе си и кога ќе се соочи со разни искушенија, ќе снајде сили во себе да се спротистави на злото и да го присвои доброто. Затоа да ги учиме и да ги воспитуваме децата во духот на нашата православна вера, да ги учиме да го сакаат нашиот македонски јазик и култура, оти без познавањето на овие белези ќе бидеме како дрво без корен, која лесно може да се изгуби во сите тешкоти и искушенија што ги носи овој современ свет.